Со големо задоцнување исклучените од парно грејење конечно ќе го добијат она што со години го бара. Од следниот месец тие повеќе нема да плаќаат паушал како досега, велат од регулаторната комисија за енергетика која конечно ги објави новите правила за снабдување со топлинска енергија. Исклучените од 1 април, од априлските сметки, понатака ќе немаат обврска да плаќаат фиксен надоместок како што беше досега. Граѓаните да не се секираат, од 1 април си остануваат истите цени кои што се биле, ќе продолжат до носењето на новата одлука. Значи нема никакво зголемување на цените. За корисниците на парно пак од 1 август се воведува нов начин на пресметка на сметките. Според председателот на комисијата, сметките за парно нема да се зголемат кај оние кои ќе останат приклучени на системот и покрај укинувањето на одредбата со која досега исклучените плаќаа фиксен надоместок. Во однос на оние кои би сакале да го исклуча системот за парно, регулаторна предлага тие да имаат обврска да изработат елаборат со кој ќе докаже дека начинот на грејење нема да има проблем во снабдувањето на струја. Ова го правиме со една единствена цел, а тоа е да го заштитиме и електроенергетскиот систем не само во Скопје, туку и во целата држава. Бидејќи, доколку има несоодветен начин на грејење и парното грејење се замени со грејење на електрична енергија преку уреди кои што имаат висока потрошувачка, може да настанат проблеми во снабдувањето со електрична енергија. Од регулаторна препорачуваат град Скопје и владата да најдат механизам за субвенционирање на потрошувачите кои користат топлинска енергија, но и на оние кои се грејат на природен газ. За време на зимскиот период се забранува и исклучување од парно на ранливите категории. Во однос на празните станови каде никој не живее, дополнително ќе се разгледуваат начините на тарифирање. Од невладиниот сектор кој со години протестираше, велат дека редно време било некој да го чуе нивниот глас. Прашуваа што ќе биде со оние граѓани на кои досега присилно им се зема пари од нивните сметки. Ова е се до сега водено незаконски, тоа го потврдија и од МАНУ. Исто така имаме и извршни решенија, на граѓаните им се земаат пари од сметката, граѓаните се прво рекетирани, а потоа и ограбени. Новите правила предвидуваат домаќинствата кои ќе сакаат да се исклучат од парно, ќе мора да побараат дозвола од 50% плюс 1 граѓанин од станарите кои живеат во зградата. Инаку од градско парно во моментов исклучени се близу 12.000 домаќинства.